Добре дојдовте во разговор на теми. Во срцето на денешната наша анализа лежи па еден вистински парадокс. Една од најдраматичните сцени во Евангелието според Матеј. Значи имаме ситуација каде Јован Крстител, пророкот, кој го најави доаѓањето на Месијата, сега е во затвор. И оттаму тој испраќа своји ученици со едно, како да кажам, навистина збунувачко прашање до Исус. Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг? Како можел човекот што го препознал јагнето Божјо сега одеднаш да се сомнева? Па токму овој парадокс е основата на нашата денешна дискусија. Точно. А централното прашање што произлегува од ова е следново. Дали мисијата на Исус представува директно, доследно исполнување на старозаветните пророчства за Месијата, или пак таа е толку радикално редефинирање на тие пророчства, што представува вистински прекин, дури и шок за очекувањето од тоа време? Јас ке застапувам теза дека мисијата на Исус и покрај целата незина новина е длабоко вкоренета во најзрелата теологија на Стариот Завет и представува незина логична, очекувана кулминација. А јас пак ке тврдам дека токму сомнежот на Јован е најсилниот можен доказ дека Исус вовел една сосема нова парадигма. Тој не ги исполнил очекувањата, туку, како да кажам, ги разнел од ватре. Создал нешто толку неочекувано, што представува суштински прекин со традицијата. Одговор на Исус, за мене, тоа е клучот на се. Кога учениците на Јован го поставуваат прашањето, Исус не вели едноставно «да, јас сум». Не. Наместо тоа, тој им вели «одете и кажете му на Јован што слушате и гледате». И потоа почнува да ги набројува делата. Слепи прогледуваат, сакати проодуваат, лепрозни се очистуваат и така натаму. И ова не е некој случаен список, нели? Тоа е, па речи си, директен цитат од пророкот Исаија, од поглавјата 35 и 61. Со ова, Исус во суштина не дава нова дефиниција, туку вели: погледнете ги доказите. Тие се токму она што пророците го најавија како знаци на месијанската ера. Тој се повикува на авторитетот на Светото Писмо за да потврди дека е во целосен, апсолутен континуитет со него. Да, ама, чекај малку. Зарем самиот факт што воопшто морал да дава докази, не е доказ за спротивното? Јован Крстител, кого самиот Исус го нарекува најголем меѓу родените од жена, е тотално збунет. Значи, ова не е некој случаен минувач, ова е пророкот што го подготвуваше патот. Ако тој, кој е врвот на старозаветното пророштво, не може да го препознае Месијата кога ќе го види, тоа значи дека сликата едноставно не одговара на очекувањата. Јован проповедал за Месија што доаѓа со лопата во рацете, што ќе донесе суд и оган. А што гледа? Гледа Исус кој јаде и пие со цариници и грешници, кој воопшто не се занимава со политика, кој не повикува на револуција. Неговиот сомнеж е крик на цела една генерација која очекувала едно, а добила нешто сосема друго. Гледам зошто мислиш така, но јас би ја протолкувала збунетоста на Јован малку поинаку. Тоа не е доказ за прекин, туку за длабочината на Божјиот план, која го надминува дури и најголемиот човечки увид. Исус го потврдува ова веднаш потоа, кога вели: но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Ова не е омаловажување на Јован. Напротив, тоа е изјава дека со доаѓањето на Исус се отвора едно ново ниво на разбирање, една нова реалност Царството. Јован е на прагот, тој е најголемиот од старата ера, но дури и најмалот што ќе влезе во новата, го надминува во разбирањето. Ова е еволуција, не револуција. Тоа е исполнување кое е толку големо, што бара од нас да ги прошириме нашите категории, а не да ги напуштиме. Чекај, сакаш да кажеш дека збунетоста на Јован е всушност доказ за твојата теза. Мене ми се чини дека е токму спротивното. Кога Исус го завршува својот одговор, тој додава една многу значајна реченица. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене. Зборот соблазнува овде е клучен. Тој е признание дека неговиот пристап е шокантен, дека може да биде камен на сопнување. Тој не вели блажен е оној што ме разбира, туку блажен е оној што не се сопнува од мене. Тој е јазик на радикална новина, а не на некое мирно исполнување. Тој го повикува Јован,
а преку него и сите останати, да ја напуштат таа стара, удобна слика за Месијата судија и да прифатат нешто сосема ново и да, потенцијално скандалозно. Месија, спасител, кој страда и служи. Добро, но ајде да се вратиме на таа стара слика. Дали таа навистина била толку моновитна, толку еднодимензионална? Нашиот изворен материјал, коментарот, не подсетува на нешто клучно во врска со пророкот Исаја. Кога Исаја зборува за одмаздата на нашиот Бог, ние веднаш помислуваме на казна, нели? На уништување на непријателите. Но текстот ни открива една сосема поинаква еволуирана идеја која била присутна со векови, дека тоа е Божја одмазда против самото зло што го уништува човекот. Тоа е одмазда против болеста, против слепилото, против смртта. Па токму тоа го прави Исус. Неговите чуда не се само демонстрација на сила, тие се теолошка изјава. Тие се Божјата одмазда против силите на хаосот. Во таа смисла, тој не ја менува сликата, туку ја исполнува незината најдлабока, најсуштинска верзија, која може би била замаглена од попопуларните политички очекувања. Мокен аргумент, морам да признам, но сепак има еден дел што не ми се вклопува. Дури и ако таа подлабока теолошка нишка постоела, не можеме да игнорираме реалноста на првиот век во Јудеја. Луѓето живееле под брутална римска окупација. Нивната секојдневна реалност била политичко угнетување. Кога слушале за ослободување, за откуп, за Божја интервенција, тие не размислувале во абстрактни теолошки категории. Тие размислувале за римските легии. А Исус целосно го игнорира овој аспект. Неговото спасение е радикално деполитизирано. Ајде да допогледнеме зборот откуп. За нас тоа е абстрактен религиозен поим. Но изворот не подсетува дека во тоа време тоа бил конкретен правен термин. Најблискиот роднина, Гоел, имал законска должност да те откупи од робство. Тоа било конкретно социјално правно дејство. Кога Исус го користи овој концепт, тој зема една многу конкретна социјална идеја и целосно ја пренасочува кон духовната сфера. Ја зема формата, но целосно ја менува суштината на очекувањето. Тоа не е исполнување, тоа е пренамена. Разбирам зошто го гледаш тоа како прекин, но дали можеме да го погледнеме и од друг агол? Што ако токму тоа избегнување на политичкото е најверниот начин да се исполнат пророчствата? Ајде да размислиме за титулите. Коментарот јасно вели: Исус не се вклопува во ниту една категорија. Тој не е цар во политичка смисла, не е свештеник од лозата на Арон, не е ни класичен пророк. Ги одбива сите етикети. Зошто? Затоа што сите тие титули, особено онаа цар, биле контаминирани со човечки земни проекции. Тие значеле моќ, доминација, војна. Со тоа што се фокусира на делата, лекување, простување, служење, а не на титулите, Исус всушност ја прочистува месијанската улога, ја враќа на незината божествена суштина, ослободена од нашите погрешни очекувања. Тој ги одбива категориите што му ги нуди светот, за да остане верен на категоријата што му ја дава Бог, па тоа е исполнување во најчиста можна форма. Да, ама самото отфрлање на тие категории е радикален чин. Тоа не е прочистување, тоа е отфрлање на целиот систем. Со тоа што одбива да биде цар, тој не само што ја отфрла политичката улога, туку и целата обштествена и религиозна структура на моќ, преку која се очекувало да дејства Месијата. Значи, тој не ја реформира улогата на царот, тој ја прави и релевантна за спасението. Тоа е суштинска разлика. Тој создава сосема нов извор на авторитет, кој не доаѓа од наследство, ниту од политичка сила, ниту од свештеничка функција, туку директно од неговата врска со Отецот. Тоа, по дефиниција, е раскинување со традицијата. Тој не доаѓа да го поправи системот, туку да го замени со нешто сосема друго – Царството Божјо, кое не функционира според правилата на овој свет. На крајот, иако целосно го почитувам твојот аргумент за длабочината на теологијата, јас останувам на ставот дека за неговите современици мисијата на Исус била радикален прекин. Со тоа што го користел јазикот на пророците, но целосно го реконтекстуализирал, тој вовел нова парадигма за тоа како Бог действува во светот. Ја преместил арената од национална и политичка во универзална и духовна.
Збунетоста на Јован Крстител не е само фусната во приказната. Таа е главниот доказ дека Исус не дошол да ја пополни очекуваната улога, туку да создаде една сосема нова. Сепак, јас останувам убеден дека ова не е прекин, туку продлабочување и колечно исполнување. Исус не ги укинува пророштвата, туку го открива нивното вистинско значење, ослободено од тесните и често погрешни човечки очекувања. Неговите дела не се случајни. Тие се директен одраз на Божјата суштина како слободител и исцелител, како што е најавено од Исаија и опеано во псалмите. Тој е кулминација на долгиот пат на Божјото откровение, а не скршнување од него. Тој е одговорот на најдлабокиот копнеш на Стариот Завет. Па, оваа дискусија покажува колку е слоевито ова прашање и како библиските текстови, кога се читаат внимателно, нудат силни аргументи и за континуитет и за радикална новина. Можеби најголемата поука е дека Божјата интервенција во историјата ретко се вклопува во нашите очекувања. Таа секогаш ги надминува, повикувајќи не на подлабоко разбирање и на вера која е подготвена да биде изненадена. Ви благодариме што бевте со разговор на теми.